нешто, не клаваме материјал, види ја машината што прави. Виж, много страшна. Ај сега ногата, пробај да ја кrenиш. Ај се малце контролирано притискај на таа на стапалката. Нежна. Ова машина е многу нежна. Одлично. Ајде сега. Ова раче ти држи правец. Ајде. Нежно. Значи, чим вака можеш да работиш, ти си само за прецизни работи. Одлично. Пушти рачината, пушти. Одлично. Ајде, скини го конеца. Одлично. Ако нешто не се скини, секогаш имаме ножиче. Одлично, браво. Ова е единствениот ден поминат во компанија за време на ковид учебната година на ученичкиот текстилно-кожарската насока во средното училиште Ѓорче Петров во Прилеп. Со практичната работа ги запознава вработена во текстилната фирма Конфи Ангел. Секогаш измерените параметри треба да ги внесеме во извештај, односно да не бидат забележани. Компанијата соработува со училиштето и стипендира солидни ученици во текстилно-кожарската струка со надеж дека однапред инвестираат во освежување на тимот. Учениците добиваат по 3000 денари стимул, 15 дена летна пракса, како и материјали и машини за шиење во текот на наставата. Една од стипендистите на Конфи Ангел е Мартина, која е трета година во текстилно-кожарската струка. Дали би го работела ова во еднина? Се разбира многу мило. Каде се гледаш, на која позиција? Се гледам на позиција и на машина да живеам наверлак, ама и моден дизајнер. Ке го продолжувате образованието? Па да, Што ви се запишала на факултет? моден дизајнер. И други ученички во втора година иднината ја гледаат во текстилниот сектор. Оваа струка ја избрав бидејќи од секогаш сум сакала да цртам и сум била фасцинирана од процесот како од цртеж да се доаѓа до производот. Од мала имам желба да работам во некоја компанија или да основам некоја компанија во иднина. И ме интересира многу цртањето, дизајнирањето, создавање на нови работи и слично. Конфи Ангел има 800 вработени во повеќе погони. Произведуваат перници, јоргани, заштитници за душеци, торби за домашниот и странскиот пазар. Традицијата да се стипендираат ученици според директорката Ирена Јакимовска е влог во иднината. Ние не би биле ништо доколку ја немаме моторот на компаниите, а тоа е работната сила. И стварно треба фокусот да се стави таму. Да покажеме на младите дека секоја професија си има своја достоинство и своја нишка. Да сте шнајдер, тоа не значи да бидете омаловажувани, тоа е достоинствена работна задача, каде што можете да се добиете надомест за да имате достоинствен животен стил. Вработувањето во Конфи Ангел не мора да значи и останување на иста позиција цел работен век, вели Јакимовска. Независно од тоа што сте биле оперативец и сте работеле на машина, доколку сакате вашето знаење да го надоградувате и да одите подалеку во компанијата, секако дека приоритет им даваме на нашите вработени. Оваа соработка од следната учебна година треба да добие на интензитет. Прилепското средно Ѓорче Петров, освен од Конфи Ангел, добило информација за кадарот што им е потребен уште од две други фирми. Па од септември, во соработка со Министерството за образование, училиштето отвара дуална паралелка за профилите техничар за изработка и техничар за моделирање на облека. Ново е каде што во ова дуално образование учениците стекнуваат повеќе знаење, повеќе вештини и поголем дел од учењето ќе им биде во практична настава, односно 70% од наставата ќе ја изведуваат практично во компаниите, а додека другиот дел си оди во наставата во нашето училиште. Фармацевско-хемискиот гигант Алкалоид пак спровел обука на кандидати со средна стручна подготовка на возраст од 18 до 29 години како дел од проектот Образование за вработување поддржано Швајцарија. Соработувале со Скопското средно медицинско училиште Панче Караѓозов и Фармацевскиот факултет при УКИМ. 18 кандидати станале дел од програмата. Со завршување на првиот циклус или првата фаза од овој проект, 5 од кандидатите веќе се вработени и се наши колеги во Алкалоид. Согласно нашето досегашно искуство со учество во вакви проекти, сметаме дека овој модел на соработка помеѓу компанијата и образовните институции навистина е еден ефикасен модел за креирање на кадар кој што е конкурентен на пазарот на трудот и кој што одговара на потребите на нашата компанија.
А токму поради потребите на компанијата, од септември во Средното медицинско училиште Панче Карајозов во Скопје се отвора парцијално дуална паралелка, што значи учење и интензивна практична работа во Алкалоид во 3-та и 4-та година. Ние во моментов сме у комплетна подготовка на наставната програма која што ќе се изучува во новата паралелка. Треба да биде готова веќе до крајот на овој месец и треба да почнеме со процес на запишување на ученици во таа паралелка. Успешните приказни, Министерството за образование и наука сака да ги мултиплицира од следната учебна година. По серијата трибини низ државава, заедно со општините, училиштата и компаниите, Министерството го слушна бизнис секторот и распиша конкурс за упис во средните училишта според реалните потреби на пазарот на трудот. Зголемен е бројот на дуални паралелки преку кои учениците истовремено работат и учат. Предвиден е стимул и за постоечките 3-годишни средни стручни струки. Сега, низ отворени настани, како овој во училиштето Лјупчо Сантов во Кочани, намерата е на 9 оделенците да им се објасни зошто е добро да изберат средно стручно образование. Овде училиштето се обидува да екипира 2 дуални паралелки за квалификациите бизнис администратор и хемиско-лабораториски техничар по барање на локалните компании. Вашето докажување додека учите средно образование ќе ви допринесе полесно да дојдете до работа утре. Да, ќе бидете, значи буквално како на работа, со мантил, со ракавици, со заштитни опреми. Значи целиот процес е замислен буквално како да сте не буквално, вие сте во лабораторија и го работите секој дел и практично и теоретски и така. Значи и вежби. Дали ви се допаѓа овој концепт на учење? Да, многу смислено и ќе се подеме да научиме. Ви се запишале на оваа насока? Па ќе размислам. Како ви се чини овој предлог? Па интересно. Ви се запишале на стручно? Да. Каде да се запишат во средно е првата важна животна одлука пред која се исправени 9 оделенците. Дали би избрале стручно средно образование? Па да. Што би сакале да учите? Па хемиско. Зошто? Интересно ми. Дали би избрале средно стручно образование? Па не знам, може. Не сум сигурен. Немаме се уште одлучено, не. Компаниите во кои ќе се изведува практичната настава во дуалните паралелки се обидуваат да ги доближат бизнисите до младите. Многу ни значи. Бидејќи кај нас е многу намален стручниот кадар и со оваа соработка се надеваме дека ќе биде се вред за понатаму. Нам ни требаат стручни кадри, секако би задржале ученици кои би покажали иницијатива и желба за понатамошна работа да се развиваат кај нас во нашата фирма. На штандовите за промоција на училиштето и локалните работодавци застана и министерката за образование Мила Царовска и градоначалникот на Колчани Николчо Илиев. Да ме прашам, ако сум јас 9 оделени, треба да се запишам. Што е оно што ќе ми кажете, за да ме убедите дека вие сте изборот? Работодавецот си го познава, а сите сакаме да земеме некој кој го веќе познаваме, нели? Кој знаеме кои се му можности и способности. Се надеваме дека ќе има голем и заинтересираност и голем успех, а ќе биде и добредојденост за фирмите во самиот. Ви посакуваме многу успех. Благодариме градоначалник. Надеваме се дека радоста ќе ја споделиме заедно кога ќе имаме производ. Многу ми е важен вашиот ентузијазам, се гледа вака различните браво. Министерката вели дека и досегашните примери на дуално образование дале резултати, но дека првпат се прави системски обид. Следниот чекор, што е уште позахтевен како процес, е да ги мотивираме учениците да се запишат во тие отворени струки. Затоа како Министерство, еден од мотивацијските фактори го земавме стипендирањето и таа стипендирачка политика ја поврзавме со политиката за упис. Секој ученик кој што ќе се запише и ќе достигне одредено ниво во дуалните паралелки и 3-годишните струки, тие ќе може да добијат стипендија од 3.500 денари и тоа е за околу 2000 ученици кои што ќе се запишат во овие паралелки и за 3-годишните исто така. Но значајно е дека ако сега училиштата не се доволно мотивирани да ги мотивираат учениците, да ги пласираат своите струки, тогаш можеби нема да стигнеме до секој родител и секое дете и ќе пропуштиме одреден потенцијал или капацитет во општините. Затоа ги поттикнувам да ми кажат што е тоа што тие би им го кажале на учениците за да видиме колку е мотивираноста на наставниците. Царовска се надева на добар одзив на полуматуранти.
97 паралелки дуални отворивме, во споредба што минатата година сме имале 11 паралелки и ова е голема гордост сега да видиме колку ученици ќе запишеме во овие дуални паралелки на крајот на уписниот период. Компаниите не мора да основаат работен однос, ниту учениците на почетокот. Во прва година имаат само феријална пракса, во втора година почнува и она училишна пракса која што треба да се одвива во компании, за да во четврта година завршат со 8 часа неделно присуство во компанија и на тој начин тие понатаму ќе видат дали си одговараат со компанијата или можеби ќе бидат во друга компанија каде што немале пракса, но сепак ево таа струка во која што тие завршиле и добиле диплома. Но не е задолжително. Не е задолжително, не. Секој има право на избор и тоа би било премногу обврзувачки, но државата ги стипендира во процесот на образование, а компаниите веќе во четврта година понатаму може и да им нудат договори, секако согласно волјата на учениците. Ако волјата и интересите се совпаднат, тоа би значило дека за 3 до 4 години учениците ќе ги чекаат работни места, компаниите ќе добијат нов стручен кадар, а регионите ќе имаат шанса за развој, наместо да сведочат на екзодус на младите.